Во тек е 52-то издание на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински, кој што од 9 па до 15 јуни се одржува во Прилеп. Сите овие денови се представија и ќе се представат театри ширум земјава со представи во официјален, но и во неофицијален дел. Битолскиот народен театар на овој фестивал оваа година со две представи. Представата Злосторство и казна беше веќе одиграна во официјалниот дел, а вечерва ќе се одигра и представата Смислата на животот. Токму за ова гостување на овој фестивал, но и она што во наредната недела веќе ќе биде актуелно во Битола, петтото издание на Шекспир фестивалот. Денеска ќе разговараме со уметничкиот директор на Битолскиот народен театар Благој Мицевски. Добре ни дојдовте во студиото. Добро утро. Вие сте наши редовни гости, многу има што да се зборува и секогаш имаме актуелности кога е во прашање Битолскиот народен театар. Ќе започнеме еве со она што сега ни е најактуелно. Вечерва настапувате на 52-то издание на фестивалот Војдан Чернодрински во Прилеп. Да, селекторот на фестивалот од понудените 4 представи од нашиот театар одбра 2, од кои представата Злосторство и казна веќе се одигра во официјалната надпреварувачка конкуренција. Фестивалот е национален фестивал со награди. И вечерва во пропратната програма во 24 сато, тоа е некако вечерен термин во Прилеп, заради тоа што имаат многу представи, во малку дена ќе одиграме представата Смислата на животот. Се надеваме дека како и секогаш за Битолскиот театар во Прилеп има многу интерес. Салата на Центарот за култура беше полна до последното место за Злосторство и казна, дека така ќе биде и вечерва, иако представата е доцна. Конкуренцијата е голема, учествуваат театри речиси од сите градови во земјава. Очекувате ли со Злосторство и казна некој од наградите? Па, знаете како конкуренцијата е голема и е разновидна. И на фестивалот има и трочлено жири и некогаш нештата зависат од самото жири, од атмосферата, од представите како се примени во Прилеп. Како да кажем, ние минатата година бевме таму апсолутни победници и во една смисла очекуваме некаков успех, а од друга страна и не толку, затоа што не може секоја година некако секој пат да биде секој најдобар. Нашиот театар и покрај Злосторство и казна има уште неколку представи кои би можеле достојно да не представат. Јас би рекол дека ситуацијата е обратна, во смисла во Прилеп секогаш се очекува од нас да покажеме нешто со високо ниво и со многу добар квалитет. И мислам дека годинава беше така, публиката во еден здив ја одгледа представата и со стоечки овации ги испрати актерите. Не за џабе сте еден од најдобрите театри кои што ги имаме во земјата и како што реков, секогаш има нешто ново кога е во прашање Битолскиот народен театар, така и нашето еве покана за гостување. Најпрво беше да ги споменеме активностите за летниот период, па еве со една уште поголем повод произлезе ова ваше гостување денеска, затоа што веќе вчера беше најавен петтото издание, петтиот Шекспир фестивал, кој што веќе од наредната недела, од 21 јуни, ќе се одржи во Битола. Па еве, конечно заклучивме таа програма, годинава со некако мал јубилеј, да речам, и од кога фестивалот е член на Европската асоциација на Шекспир фестивали, интересот за него се зголеми, во смисла нашата може да не најдат на нивната веб страна, да ги имат контактите, имат што се случувало досега, ги имат сите информации, така полесно не контактираат и изборот го направивме сега како конечен. Сакам да кажам дека од 21 јуни до 1 јули Битола ќе живее со тој фестивал. Воглавно представите се случуваат во Народниот театар Битола на сите сцени што ги имаме и во вечерните часови, потоа ги имаме тие дружења во нашиот клуб Бифе со гостите од странство, каде што тие меѓусебно се запознаваат и се раѓаат други контакти за нив, меѓутоа и за нас како театар. Годинава некако пети фестивал,
како никогаш досега имаме 5 представи од македонска продукција, што значи дека фестивалот влијаеше на тоа театрите во Македонија да го постават Шекспир на нивната сцена. Некои го прават тоа постојано, некои се осмелија да го направат, некои го прават прв пат во нивното постојање и ние одлучивме сите 5 представи да ги видиме на нашата сцена. Би сакал да кажам дека се тоа представи од Драмскиот театар од Скопје, од театарот Комедија, од Штипскиот театар, од Струмичкиот театар и веќе традиционално од Турскиот театар од Скопје. Меѓутоа имаме и 6 гостувања меѓународни. Едно од најголемите и за прв пат на овој фестивал представа по текстот Симбелин, која што ни на нашата сцена не била поставена. Тоа е гостување од Плевен од Бугарија, од познатата режисерка Лилија Баджиева, која што публиката наша ја знае и ја сака, и се надевам дека тоа ќе биде проследено со голем интерес. Инаку тоа е театар со кој што ние долги години имавме соработка и во еден период таа се прекина и се надеваме дека овој пат ќе се воспостават повторно тие контакти. Потоа имаме големо гостување, секогаш имаме нешто екзотично, тоа е групата од Казахстан, представа инспирирана од делото на Хамлет. Се надеваме дека тоа ќе представиме како и друг пат кога сме имале представи од Мексико, од Кина, од Израел со специфичен јазик и со една екзотична култура со која што се сретнуваме. Имаме гостување за прв пат од Словачка, за прв пат од Румунија. Тоа ќе биде една куклена представа. Секогаш викавме дека обрнуваме внимание да се... Не би рекол дека тоа е детска, меѓутоа можат и деца да ја гледат, затоа што со кукли представата сонот на летната ноќ. И исто така имаме една монодрама која што ни доаѓа од Русија, инспирирана од делото и ликот на Хамлет. Тоа некако стана заштитен знак на фестивалот. Тие представи кои што ги рачунаме за мали, некогаш навистина имаат голем успех кај публиката и долго се паметат. Ние, иако е некаков јубилеј, некако сакавме да има стапиме место на другите, затоа што ние сме во интензивни подготовки за представата Сон на летната ноќ, која што премиерно ќе биде изведена на фестивалот Охридско лето на 5 август и заради тоа не сакавме да ја имаме на овој фестивал заради времето во кое што не стигнуваме, меѓутоа и затоа што на Охрид му ветивме премиера, која што најверојатно ќе се случи на отворено и ќе биде еден специјален настан, па од наесен ќе ја имаме премиерно и во нашиот театар и на репертоарот цела идна година. Меѓутоа, сепак за отварањето на фестивалот на 21-ви, сакавме да направиме една мала ретроспектива и ќе имаме еден музичко-сценски перформанс кој што ќе го подготвиме ние самите. Ќе учествуваат актери од нашиот театар и музичката група Фолтин. И тоа ќе биде мало обраќање, подсетување од каде се започна ова идеја. Значи, од годината 2012 со нашето учество во Лондон на фестивалот Глоб Топ Глоб, каде што се роди идејата и ја добивме поддршката па до денес. И ќе имаме мали извадоци од представите кои што во меѓувреме ги направивме од делата на Шекспира. Тоа беа Хенри VI, третиот дел, тоа беше представата Отело, представата Антонио и Клеопатра, 2 представи инспирирани од сонетите на Шекспир. Рековме, ќе имаме 5 представи од македонски театри, 6 гостувања имаме од странство. Колкав е интересот да се биде дел од Шекспир фестивалот и колку е тешко да се селектираат представите, односно театрите кои што ќе се представат токму во Битола? Па интересот е голем, како што реков. Ние постојано добиваме мејлови и понуди за тоа што да допатува кај нас и што да се гледа. Меѓутоа, има неколку работи кои што се позитивни и неколку кои што се негативни околу селекцијата и создаваат тешкоти. Позитивно е дека луѓето имаат интерес, им е интересно да гостуваат во Македонија, затоа што луѓето кои што веќе биле секогаш сакат да се вратат, па тоа некако во театарскиот круг и поврзаноста преку медиумите денес е едноставна, брзо се шират лошите или добрите вести исто така и слушаат за фестивалот за времето кое го поминуваат тука. И тоа е добро затоа што интересот е зголемен. Меѓутоа, пак сакам да кажам, фестивалот има ограничени финансиски можности
и некои представи може да се донесат, некои се, да речеме, прескапи или ги одлагаме за идната година, кога и самата компанија може би ќе најде некакви средства па да ги поделиме трошоците. И трае долгорочно, да речеме интензивно, цела година и пол до две, би рекол, се преговара за некоја поголема компанија да пристигне. Да речеме, година имавме многу голем интерес од компанија од Чиле и од компанија од Египет и компанија од Улан Батор, Монголија, меѓутоа се оставивме за идната година затоа што некако временскиот рок беше краток. За некои компании како таа од Грузија, например, кои што за малку ќе пристигне тука, се испостави дека процесот на добивање на визија е комплициран и трае до месец и пол. И малку беше касно за да ги обезбедиме. Сакам да кажам дека тоа е еден процес и дека програмата тешко се затвара за да се дојде до една, би рекол, оваа година имаме најобемна програма, меѓутоа некако и нашите представи се во поголем број, македонските, меѓутоа и е некако мал јубилеј, па сакавме така да го одбележиме. Програмата, како што рековме, е еден дел од тоа големо случување, од тоа организирање на целиот овој настан. Колку е тешко да се изорганизира еден ваков фестивал на кој што знаеме еве учествуваат и театри од странство, но и домашни театри. Да, едно нешто што сакав да ја кажам, ние го поместивме фестивалот во јуни наместо јули, мислејќи дека во јули луѓето се веќе по годишни одмори, потешко се организираат, меѓутоа и овој период веќе е на работот, можноста, затоа што ако имате актери кои се гости во театарот, тешко се наоѓаат да бидат слободни секогаш во тој термин, кога веќе летото е тука. Од друга страна, нашиот театар има добри, би рекол, одлични организациони можности и од маркетинг, и од администрација, и од технички служби, и 3 сцени кои што навистина имаат опрема која што ги задоволува потребите на сите кои што го гостуваат. И тука лесно се снаоѓаме, правиме план да се проба на различни сцени во различни денови, така да секој има цел ден за да се намести на сцената, да има проба и наредниот ден да се представи во најдобро светло. Меѓутоа, тие сите не испраќаат потреби уште од порано и доколку има потреба нешто дури малку и да се изработи, специјално за некое гостување, тоа го правиме исто така. Меѓутоа, тоа е начинот на кој функционира и ние кога патуваме некаде, исто имаме побарување, па во зависност од фестивалот и можностите ги успеваат да ни организираат она што ни е потребно. Значи тоа дека во овие фестивалски денови по една представа ќе биде одиграна на ден? Секој ден, освен мислам дека на денот 29 имаме 2 представи, тоа е представата од Куклениот театар од Романија со на летната ноќ, таа ја ставивме во терминот 19 часот, затоа што рачунаме и на помлада публика, и представата истиот ден во 21 часот ќе бидат нашите пријатели од Калифорнија, компанијата Литмун, која што секоја година го поддржува фестивалот, и режисерот Џон Блондел, кој всушност е еден од иницијаторите и поддржувачите на овој фестивал, ќе се представат со нивната женска верзија на Ричард Трети. Тоа е еден интересен податок дека сите ликови ги играат жени во представата. Многу често Шекспир се прави со сите актери мажи, меѓутоа ова е едно интересно видување на тој текст кој што ќе биде во 21 часот. 4 години имате веќе позади вас, успешни 4 изданија на Шекспир фестивалот, еве петтата е пред нас како предизвик. Какво е искуството од минатите години? Имаат ли битолчани традиција да го посетуваат Шекспир фестивалот? Па, јас ги поканувам и овој пат сите битолчани и они љубители на театарот и они кои што досега и не биле на фестивалот да дојдат, затоа што тоа е навистина една исклучителна можност да се проследат представи, дури и нашите колеги и ние самите, да речеме во текот на годината, тешко, иако сме блиску до нашите театри во Македонија, ретко, доколку не одите на премиера, некако ретко се случува да ја гледате представата отпосле. Така да фестивалите имат таква можност да можете во краток период да ја видите цела една продукција. И така да и ние се радуваме што сме во тој свет дека ќе можеме да видиме што нашите колеги тука
прават во текот на годината, меѓутоа е исклучителна можност да видиме и компании од надвор и мислам публиката сама, фестивалот не е од надпреварувачки карактер, меѓутоа некако некои представи остануваат подолго во сеќавањето и публиката сама некако оценува и потоа прераскажува, да речеме, минатогодишното гостување од Израел или представата на кинезите во Хераклеја или таа од Мексико, некој кој што или монодрамата на Нина од Лос Анџелес остават впечаток и години со ред се зборува за тоа како реагираше публиката на тоа, така да се надеваме и годинава на огромен интерес како и секоја година. Од почетокот на 2017-та веќе остваривте 2 гостувања надвор од земјава, едното беше Канада, другото беше во Русија. Да. Еве малку ќе се задржиме и на овие гостувања, но и она што следи во иднина. Да. Гостувањата, мислам дека ова гостувањето во Петербург во Русија беше едно традиционална, имаме соработка со театарот Вера Комарсажевская и она што се случи кај нив беше всушност отварањето од минатогодишниот Шекспир фестивал. Значи со актери од нивната компанија минатата година направивме една сличен колаж како овој што сакаме да го направиме и годинава. И тоа толку добро поминав дека публиката што самите актери изразија голема желба тоа да се случи и во Петербург. И тоа тие го организираа таму и листата на учесници се зголеми многу, во смисла нивни колеги од сите генерации сакаат да настапат заедно со нашите актери, со групата Фолтин. И тоа беше еден навистина исклучителен настан, посетен до последното место во театарот Вера Комарсажевска и тоа беше уште едно гостување во оваа, би рекол, скоро 20 годишна врска и пријателство со тој театар, која што и понатаму се обидуваме да одржиме, затоа што сепак станува за еден светски театарски центар, каде што и нашите актери кога гостуваат таму имаат можност да проследат представи од големи режисери и тоа влијае на нивниот развој како личности, како актери и ни е многу значајно. Другото гостување беше гостувањето во Торонто во Канада, организаторот на македонскиот Арт Корнер, кој што сакаше да однесе една комедија за нашите иселеници, би рекол, тие се гостувања во рамките на деновите на македонска култура по светот и обично се посетени од нашите луѓе кои што се иселени во Торонто, таму ги има многу. Каков беше интересот за оваа представа? Да, интересот беше огромен. Јас малку бевме скептичи во смисло затоа што тоа е специфична тема, знаеме дека е комедија, меѓутоа секакви настани се случуваат таму и има голем избор во тоа што се случува и тешко е да се дојде и да се организира, да се обезбеди простор и да се изрекламира адекватно, меѓутоа исто така беше многу посетено и публиката и актерите уживаа во целиот настап и после тоа се дружевме со нашите луѓе таму, организираа средба со нас во црквата во Мисисага, каде што живеат многу македонци, го посетивме и генералниот конзул и консулатот и кажа се роди некакви идеи дека ваквите гостувања можеби треба да се пошироко, во смисла во близина и Чикаго и Америка и би можело да се спојат, да речеме... Се направи една театарска турнеја. Да, мала, затоа што навистина нашите луѓе сакаат да доаѓаат таму и не само представата, меѓутоа и после тоа да се дружат малку со луѓето и овој пат навистина се покажа како одлични домаќини, мислам во смисла на тоа што ни обезбедија се што ни беше потребно, не прошета по некои знаменитости во околината и во самиот град и навистина беше едно одлично искуство. Сакам да кажам дека театарот по трет пат гостуваше во Торонто и секогаш сме имале одличен прием. Првиот пат беше представата Парите со тепувачка, која што е една фолклорна традиционална тема. Вториот пат беше представата Обична приказна, која што е една театарско-музичка, би рекол, емотивна приказна. И овој пат, точно заради да се задржи таа разновидност, беше комедијата Без паника. Каде наредно ќе патува Битолскиот народен театар?
Па, до крајот на годината, театарот има многу покани во текот на годината каде да патува, меѓутоа пак заради временските и најчесто заради финансиските можности се определуваме за оние кои што мислиме дека можеме да ги реализираме адекватно и дека се значајни за театарот. Со сигурност патуваме некаде при крајот на септември на интернационалниот театарски фестивал МИТ во Црна Гора, во Цетиње. Тој е еден театар со кој што исто воспоставуваме некакви поблиски односи. Би сакал да кажам за љубителите на театарот во Битола, дека тие со две представи на 5 и на 6 јули ќе се представат исто така во нашиот град со исклучително значајни режисери. Едниот е Урбан Андраш, кој што битолската публика го познава по представите Хамлет, Машина и сега Фауст. Меѓутоа и едно значајно име од театарот од Будимпешта, тој е режисерот Арпад Шилинг, направи представа која што на 6 јули ќе може битолската публика да ја види, а ние возвратно со представите од Тело од Диего де Бреа и представата Трагичната љубов на една луда девојка која што ја режирав јас, ќе се представиме на Нивниот фестивал во септември. Тоа е надвор, гостување надвор од рамки на Битола Шекспир фестивалот, Нивна желба? Да, тие имат една, како би рекол, турнеја по бившите југословенски простори, во смисла на тоа дека тоа беше едно театарско друштво во кое што одлично на времето се дружевме, се разменуваја представи кои на некој начин сега не дека се возобновува, меѓутоа се обидуваат некои контакти да се воспостават, затоа што тоа се гостувања кои што лесно можат да се организираат, во смисла не ви требаат авионски превози, поголеми карго транспорти и некако по принципот на размена се обидуваме да се видиме помеѓу себе, така да тие веќе гостуваа во Белград, Загреб, Љубљана и сакаат во Битола и драго ми е дека успеваме да го оствариме и тоа гостување. Колку е важна ваквата соработка, не само со театри кои што ги имаме овде во соседството, туку еве и со овие светски театри кои што доаѓаат кај нас, но и вие сте гости кај нив, разменувањето искуства не само на вас како организатори, но и на самите актери, со нивните актери. Па јас мислам дека тоа е најважното нешто, затоа што некако кога работите во театар, тоа е една поприлично затворена средина. Во смисла по цел ден сте во театар, имате проби или представи, имате контакти со публиката, ама обично оние кои што ви се обраќаат се некако ваши пријатели и поддржувачи, па мислам, не викам дека сликата не е објективна, меѓутоа често може да биде и само во самиот круг и тешко е, мислам, не би сакале да работиме самите за себе, во смисла сами да правиме и сами да си се гледаме и да си се фалиме најчесто, затоа е добро сите да видат и други представи, меѓутоа кажав и претходно кога патуваме, секогаш организираме гледање на други представи во смисла да се видат и определени трендови, затоа што театарот, како и се останато, има трендови, има мода, има нешто што е актуелно, нешто што веќе знаеме дека не е и нема друг начин да се пратат тие трендови, да се погледа што прават другите, доколку не се организираат гостувања и фестивали. Јасно е дека денес пак, ќе речем, пристапот до информациите е полесен, во смисла имате цели представи на YouTube или Википедија и така натаму и слушате нешто преку социјалните мрежи, меѓутоа театарот е жива уметност и секогаш представата во живо кога гледате е нешто друго. Скоро никогаш го немате истото чувство кога таа е снимена и ја гледате, дури и на најдобра снимка. Репертоарот на Битолскиот народен театар секојдневно исполнет со представи, дел од нив веќе одиграни. Ќе се задржам на премиерите кои што се планирани токму за оваа година, веќе неколку реализирани. Ја споменавме и она која што ќе биде на Охридското лето, сон на летната ноќ. Кои се оние премиери кои што за оваа година се планирани во Битолскиот народен театар? Па некако имавме доста интензивен почеток на годината, извадивме доста премиери и сега имаме представата Сон на летната ноќ, во која што би рекол се од онај тип на ансамбл представи. Имаме 17 актери на сцената, што е еден прилично голем број од различни генерации и треба подолго време за
работа на едно такво големо дело, така да ќе работиме цел овој месец, цел идниот месец на таа представа и ќе биде премиерата на Охридско лето на 5 август. Локацијата се уште не е потврдена, затоа што имаме неколку идеи каде би се случило за целиот настан да биде поинтересен, во смисла дека и во самиот текст дел од представата се случува во некаква магична шума и така натаму, па се обидуваме некако да најдеме локација во Охрид која што ќе биде атрактивна и интересна и за нас и за публиката. Секако дека представата ќе има своја сценска верзија со адекватна сценографија и тоа на есен во предпоставувам почетокот негде на октомври, затоа што потоа еден месец сме на колективен одмор. Единствениот театар кој што последен оди на одмор од Македонија, секоја година во август. Мислам дека тоа веќе некако стана традиција. Ние сме театар кој што има повеќе од 200 представи одиграни годишно. Има некаде помеѓу 5 до 9 премиери годишно. Рачунаме на тоа дека Битола, иако е голем град, сепак представите се трошат брзо и има потреба од нови наслови за публиката да доаѓа постојано и да гледа нешто друго, и дека сме сепак установа која што има редовен репертоар, играме секој ден освен во недела и навистина тоа е едно темпо кое што е големо, интензивно, имаме и проби во меѓувреме за други представи, меѓутоа сепак тоа нашите актери, театарот ги одржува во една, би рекол, одлична форма, која што е со последното гостување во Прилеп, некои од луѓето како Ристо Стефановски, например, кој што е 80 годишен човек, кој што го прати интензивно и пишува за театарот, кажа дека во последните години не може да го препознае театарот, во смисла дека тоа е едно друго ниво за кое што би требало поотделно да се разговара, дека актерите имаат една друга дисциплина, еден друг сценски изглед, еден начин на говор кој што е на поприлично завидно ниво. Зошто е тоа така? Што е причината за тоа? Па мислам дека континуираната работа, значи тоа е, како да кажем, ако сте спортист или ако сте ево поблиску да речеме, ако сте во балет, например, ви мора секој ден да тренирате, без разлика дали имате настап или не. Да речеме, со актерите малку е тоа ситуација по-комфортна. Актерите работат тогаш кога се ангажирани на определен проект. Ако не се, во еден момент стануваат по-комфортни и, да речем, ја губат кондицијата. Не само физичка, меѓутоа и ментална, треба да се памтат тие огромни текстови, меѓутоа сето тоа е работа на вежба и на лична дисциплина, и кога имате представи толку често и би рекол работите со големи режисерски имиња кои што носат секој своја естетика, станувате и навикнат на тоа, полесно ги решавате тие проблемите, меѓутоа сте запознаени со различни видови на театар и лесно ги префаќате и ги интерпретирате. Рековме дека бројката на премиери кои што ги имате годишни од 5 до 9, значи не е една мала бројка. Колку поставувањето на 9 нови представи во годината е предизвик за самите вас? Вие сте костимограф исто така во театарот. Тука е исто така изработката на сценографијата, подготвеноста на актерите. Па, видите, ние од Министерството добиваме средства за некакви 4 до 5 представи годината за гостување и за фестивалот. И во изминатите години имавме нивната целосна поддршка, би рекол. Меѓутоа, театарот како екипиран е еден од ретките во Македонија ги има сите потребни служби, уметности за наети да се произведе една представа. Во смисла има свој костимограф, свој сценограф, има работилници, има сликари, изведувачи, во смисла за наети кои што се почесто изумираат и тешко се наоѓаат адекватни замени. Од неодамна имаме и 2 драматурзи и уште 2 режисери запослени во театарот. И сите тие луѓе нешто треба да работат во текот на годината. Имаме и 35 актери сега, од кои половината се млади, ентузијастични и во одлична форма. И сите сакат да работат на некакви проекти, па често театарот сам продуцира представи,
за кои што не се потребни големи финансиски средства, затоа што луѓето кои што работат ги имате, затоа земаат плата, а имаме и огромни фундуси со сценографи, со костими, кои што можат да се преработат во нешто ново. Па во таа смисла вадиме и представи кои што не се финансирани од Министерството за култура, а се поинакви по својот израз и се обраќаат на друга публика. Во годинава тоа беа представите Дупло дно во режија на Ангелчо Илиевски, представата Грил Парцер во Секси Шоп од Јован Ристовски, представата Грета од Фауст, што имавме последно, камерна представа со 20 актери, кој што испадне една одлична комедија, која што публиката веќе ја сака да ја гледа. И мислам дека овие представи, иако би рекол немаат огромна амбиција кога тргнуваат да се прават, публиката ги препознава и целата екипа некако е по-релаксирана во смисла кога и како ќе дојде до резултатот што го посакува, или често се проекти кои што долги години биле во главата на некој режисер или некој актер и сега можат да се реализираат, постигнуваат голем успех и долго ги играме на нашиот репертоар. Често пати велиме дека битолчани се најголемите критичари, најтешката публика за еден актер, за еден уметник кој што ќе застане пред неа. Колку и нашите гости, односно вашите гости на ваквите фестивали го делат ова мислење, или пак особено везава за Битолскиот народен театар, рековме театар кој што има секој ден репертоар, освен недела, ја имаат освоено симпатијата, да кажеме, на критиката на публиката. Знаете како нашата представа е јавна, нашата работа е јавна и изложена на критика и тоа е добро, би рекол, затоа што секој пат стресот е исто голем и желбата да се покажеме во најдобро светло и тука немате никакви гаранции, би рекол, без разлика на тоа. Секоја една театарска представа тргнува од нула и од начинот на работа и очекувањата се големи од нашиот театар и од публиката која што пак во Битола навистина во текот на изминатите повеќе од 25 години кога сум јас во тој театар, навистина изгледала многу представи, многу добри представи, не дека се што правиме е феноменално, меѓутоа сме имале навистина големи представи, се уште имаме и се трудиме тоа да биде сега во континуитет, во смисла ризикот од неуспех да биде сведен на минимум или да нема таков. Тоа се уште при изборот на текстовите луѓето кои што ќе работат. Еве, например, сега во тек е конкурсот за програмата која што треба да се предложи идната година. Значи, Битолскиот театар секогаш имал повеќе луѓе што сакат да работат во него, отколку што навистина тој може да поднесе, така да во таа смисла имаме малку привилегија да одбираме да работиме само со тие што сакаме и со тие што се најдобри. Мислам дека публиката тоа го препознава и дека нормално е на некој представи да не му се допаѓаат и да се критикуваат. Ние сме сепак еден репертоарски театар, во смисла работиме представи кои се обраќаат на сите генерации. Тешко е да се спроведе само еден концепт, да речеме, по кој што ќе се препознавате како театар, така да мислам и пофалбите и критиките нас не се секојаш добре дојдени се тема за разговори. Странците кои што доаѓаат секогаш се чудат на тоа дека во еден мал град за нивни поими има толку интензивен театарски живот и има публика и со задоволство секогаш сакат да се вратат да играат кај нас. Јас ви посакувам уште многу успешни представи, гостувања, секако и еве и ова петто издание на Битола Шекспир фестивалот да биде успешно реализиран и да и гостите кои што ќе ни бидат овде да се заминат задоволни наредната година повторно да бидат гости. Благодарам вас и за поканата. Уште еднаш ги поканувам сите битолчани и они кои што во текот на летото се тука, а и такви има многу, да дојдат да уживаат со нашите гости, нашите представи. Ви благодарам.